По утринската блокада на главниот град, министерот за правда ги прими синдикатите на правосудната администрација. Представувани од УПОС, на средбата со Кренер Лога тие побараа повисоки примања. Од негова страна имаше иницијатива, односно потегна како решение, дека во текот на утрешниот ден ќе се достави до владата на Република Македонија официјална службена информација од Министерството за правда, каде што ќе се побара со таа информација да се стави точка на дневен ред на следната седница на владата, на која што ќе се разговара за нашите барања. Вработените во судовите и обвинителствата денес преку два посебни протестни марша целосно го парализираа Скопје и правосудниот систем. Синдикатот на судската администрација и судската полиција, од Кривичен суд и Министерството за финансии, па се до собранието порачаа од нивните институции постојано го полнале буџетот, а владата не ги почитува законите и не им ги одобрува парите кои им следуваат. Го повикавме министерот за финансии, министерот за правда, нашиот ресорен министер да излезат, меѓутоа не најдовме слух од нивна страна да ги слушнат нашите барања, односно покачување на платите за 78% од минималната плата на судската служба и додатоците да ни се вратат од 35%. Тие додатоци нас не се гарантирани со закон, односно во Законот за судски буџет, член 4 е предвидено дека заради функционирање на судската власт се утврдува износ од најмалку 0,8% од бруто домашниот производ. Со слични барања како нивните колеги од судовите, вработените во обвинителствата пак незадоволството и револтот кон власта го изразија преку протестен марш од зградата на ССМ, преку влада се до Министерството за правда. Без нас не може да функционира судството. Дека судиите сами не можат да завршат работата. Дека ќе бидеме повторно на улица ако е потребно и ако немаат слух за вашите плати. Тоа што го направија со намалувањето на додатоците, тоа што немаат обзир за нас, за нашите семејства, за достоинствен живот. За сега се чека на епилогот од владата, односно дали нивните барања ќе се најдат на утрешната владена седница и дали надлежните ќе најдат на разбирање. Што доколку не се случи, во Македонија се очекува целосна парализа на правосудниот систем.